Иако поминаа повеќе од 2 месеци од како Стејт департментот на САД го стави Струшкиот градоначалник Рами Смерко на црна листа поради корупција и наводно мешање во судски предмети, правосудните органи во земјава се уште не соопштуваат ништо. Докаде истрагата за ваквите наводи, иако против Мерко од 2006 година до 2023 биле поднесени вкупно 30 кривични пријави, од кои 16 се активни, а 14 се застарени. Од Државната комисија за спречување на корупција велат дека црвеното светло за функционирањето на судскиот систем во земјава одамна е запалено. И се чудам за два момента. Како ние тука сме толку инертни, неодговорни, да не ги имаме предвид ваквите информации, што беше макотот на работа и анализа, тоа и како е можно другите да доаѓат до вакви информации побрзо од нас. Дали ние не сакаме, не знаеме, не гледаме и што се случува со нас. Да беа земени во обзир сите информации навреме, можеби многу порано ќе беа разрешени некои прашања, додава Бајрами. Значи, сите сме потфрлиле на некој начин. Сите сме криви за ова состојба, кај нас ништо не се случува, ние сме инертни и треба да чекаме секогаш да реагира некој од надвор, а предметот и материјалите што ги користеле се креирани од постапувањето на нашите институции, каде што е и Државната комисија за спречување на корупцијата. Неодамна Алијанса за албанците во локалниот совет во Струга поднесе декларација со која се бараше советот да се огради од градоначалникот Мерко, а тој да поднесе итна оставка. Иако не беше поддржана од СДСМ и ДУИ, истата ја доставија до странските амбасади во земјава. Исто така ние, граѓаните на општина Струга, преку нашите политички представници во Советот на општина Струга, упатуваме итен повик до сите надлежни органи на прогонот во државата, Обвинителството за организиран криминал, полицијата, финансиска полиција, правосудните органи и други надлежни органи да започнат истраги во потврдењата на Стејт департментот на САД, што е можно поскоро. Во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција е предметот со спорната набавка на луксузниот автомобил Ауди А6 за потребите на Мерко, за што иницијатива поднесе антикорупцијска. Во 2019 до судскиот совет тие доставиле пријава и за работењето на председателот на Основниот суд во Струга. Општината од 2010 работи со блокирана жиросметка, па со години од судот се бараше да дозволи зголемување на минимум финансиски средства со кои работи општината. Од како 2017 година се врати Мерко пак градоначалник, истиот судија, истиот суд донел решење за таквиот судски финансиски минимум да се зголеми за 2 пати од постоечкиот. Значи, ова подразбира политичко влијание и несоодветно однесување на институциите, злоупотребувајќи нивната така наречена независност. Инако комисија на јавното обвинителство веднаш поставањето на Мерко на црната листа изврши вонреден надзор над постапувањето во сите заведени предмети во обвинителствата против се уште актуелниот градоначалник. За сите наоди членовите на комисијата на обвинителите им дадоа конкретни укажувања и насоки за натамошно постапување. Дополнителни мерки донесе и јавното обвинителство. Се испитуваат сите околности, а евентуално утврдените кривични дела нема да останат без соодветен кривичен прогон. Рами Смерко, на кого ова му е 4ти мандат како градоначалник и понатаму ја изврши оваа функција, единствено ги стави во мирување сите функции во партијата ДУИ. За Гласот на Америка од Струга, Мики Трајковски.